На тој чаки ќе му се запали колата овие денови. Многу ја претера, многу. Ова е дел од новата аудиобомба која денеска осамна на видеоплатформата YouTube. На Чаки, кој бил од ВМРО и бил главен таму. Гласот од разговорот за кој медиумите пишуваат дека е тушникот, вели дека треба да се потисне убаво. Според информациите во јавноста, двата гласа кои се во бомбата се наводно на Стојче Чифлигаровски, собственик на СВ Инвест, фирма која се доведуваше во корелација со семејството Заеви, и една од добитниците на тендерите во РЕК Битола, и блиска до Вице Заев, и извесен Горан Димовски од Битола, викан Тушникот, пишуваат интернет порталите. Сега јас тие морам да ги средам, сваќаш? На тој Чаки ќе му се запали колата овие денови. Многу претера, многу. Кој? Чаки едно дете го викаме тука, од ВМРО е. Тој така главен му е таму. Ќе го потиснам јас убаво. Добро. И не е само тој, има јас ќе ги средам сите. Значи и зелено светло ми е дадено. Раша, го знаеш ти така? Во разговорот понатаму се слуша и дека наводно Трајче, за кој се претпоставува дека станува збор за братучет на првиот човек на СРСМ Зоран Заев, давал црвени картони за водење бизниси. Значи јас бе во Струмица, заработив некои 30-40 евра, правевме некои работи таму. Со адвокатот таму еден турчин го извадивме од притвор. Го има пикнато, тој не почасти со еден саат, убав 30.000 евра е тој. Добро. И вложуваше, направи една фабрика за канабис и за она за плантажи. Цело време заедно и на крајот, реално ќе ти кажам тебе, на крајот се подскараа со Трајче. Добро, Трајче му даде црвен картон и тој не може таму да работи со тоа. Покрај бомбите каде се слуша за палење на коли на луѓе од ВМРО ДПМН, на друг канал се објавени два други аудиофајла, именувани како Јанушевки ги убијам и партиски списоци на ДПМН за Телеком. Во бомбите станува збор за недоразбирање меѓу партиски членови пропратени со разговорни закани, а во вториот разговор станува збор за партиски списоци во кои се впишани вработени од Телеком.